Верата е знаење за Бога, знаење за иднината, но се разликува ли тоа знаење од она знаење кое го имаме позитивно за објектите од овој свет? Богопознанието или знаењето за Бога има ли нешто различно од она знаење кое сме се навикнале да го стекнуваме во овој свет? Атеизмот во кој одживеавме одреден број на години наложи да се развива една апологетска теологија и да покажува истата дека Бог постои и дека е можно истиот да биде познаен. И напати ги користевме за тоа и западните методи на протестантската или римокатоличката црква, односно нивните схеми за тоа како може да се познае Бог. Иако досега во православното предание не било својствено на тој начин да се разбира богопознанието. Имено токму од западната теологија во апологетиките или апологетските прирачници кои се користат и се уште во православната црква, влезен е некој доказ за Божјото постоење по однос на неговата иманентност со човекот. И се користи некој доказ дека некое девојче, првиот збор што го напишала уште пред да знае да пишува, значи уште пред да стигне на возраст да ги научи буквите за пишување, е името на Бога или Бог. Или исто такви други примери, дека деца кои се со оштетен слух и вид, кои на никаков друг начин, значи не можеле да го спознаат Бога, она првото што ќе го кажат во животот било името Божјо. И на основ на тоа некој сака да заклучи дека ние луѓето Бога го носиме од раѓањето и дека тој е иманентен на нашето постоење. Други пак сакаат врз основ на великолепноста на природата и на совршеноста на природните закони да го најдат Бога во истата, во природата, значи, и по однос на тоа што природата совршено соработува и работи, да покажат дека има некој совршен творец, значи уште посовршен од природата, па да заклучат дека бидејќи природата е совршена, мора тој што ја создал да биде уште посовршен, начин постои тој Бог кој го познаваме како совршен. Навистина, под известно влијание на елинската философија, во одреден степен, дури и во црквата, се појавува едно учење за природно откровение или природно откривање Божјо. Имено грците одавна, созерцавајќи ја природата, заклучувале дека Бог и природата се едно и исто и врз основ на тоа што ја гледале совршеноста на природата, заклучувале дека и Бог е совршен. Но наспроти ваквото познавање на Бога преку природата и природното откровение, кај евреите, односно во Стариот Завет, имаме еден друг вид на познавање. Вистина, и кај евреите е познато дека небесата ја објавуваат славата Божја, а земјата е подножје на нозете негови. Во псалмите секако тоа се пишува. Но за разлика од кај елините, кои Бога го откриваат само во природното откровение или само во природата, евреите, а што е евидентно значи во Стариот Завет, не го откриваат Бога само во неговото природно откровение во природата,
туку го откриваат Бога во неговите надприродни дејства во историјата на избраниот народ, на Израилот, значи. Го откриваат Бога во настани каде тој се објавува во одредени историски настани, значи каде тој се објавува надприродно. Дали тоа е преку помошта која ја дава во изведувањето на еврејскиот народ од робството под египјаните и преминувањето на Црвеното море? Дали е тоа со маната која ги храни во пустината? Дали е тоа помошта негова за да ја освојат Палестина? Во било кој аспект на историјата, значи на еврејскиот народ, се чувствува едно надприродно Божјо дејство и евреинот никогаш нема да се согласи дека може Бог да се поистовети со било што е создадено во овој свет. Значи, со било што е на земјата, па макар и колку да изгледа совршено, дали тоа се природните закони, дали тоа е убавината на природата која не обкружува, ништо тоа не е уште достојно да се нарече со името Бог, затоа што Бог е надвор од историјата, ама повремено делува во истата со тоа што слободно, без од никого принуден, значи ниту принуден од природните закони, ниту принуден од било која друга форма, делува во историјата и така се објавува како крајно слободен, односно како апсолутен Бог. Значи, разликата меѓу едното елинското познание и еврејското е тоа што гркот секогаш го познава Бога како нужност. Бог мора да се вклопи во законите на доброто и убавото. Никогаш не може за гркот Бог да направи нешто што е лошо или грдо. Но кај евреите Бог е слободен од секаква нужност. Бог е апсолутно слободен и делува онаму каде што сака да делува. Меѓутоа, кога говориме за познавањето Божјо, неопходно е претходно да видиме како ние луѓето воопшто го спознаваме светот, ги спознаваме околината, па да споредиме исто ли е тоа познание на околината или на природата со познанието кое го имаме или кое треба да го имаме кон Бога. Затоа потребно е малку накратко да резимираме како ние луѓето воопшто стигнуваме до некакви сознание. Најчесто пак под влијание на елинската философија, најчесто на Аристотеловиот метод, ние луѓето за да познаеме нешто, правиме разлика меѓу тоа што сакаме да го познаеме и она другото што го обкружува истото. Имено, велиме моливот е молив, затоа што не е гума. Што значи, за да го познаеме моливот, потребно е да направиме една негација, иако таа често пати не мора да ја изречеме. Не мора стално да речеме моливот е молив затоа што не е гума. Туку со тоа што го познаваме како молив, веднаш го исклучуваме од тоа дека е нешто друго. Значи, неопходно е прво да направиме една негација за да направиме едно позитивно познание на нештата. Второ, при познавањето на објектите околу нас потребно е да определиме формата. Значи, не може нешто да биде слеано во овој свет. Се што познаваме има некоја форма, затоа што ако е слеано со нешто друго, тогаш не ќе можеме да го поделиме и да го распознаеме како различно од другото. И затоа постојат на објектите околу нас различни форми, кои дури и истите објекти да припаѓаат во една група на слични работи, ги распознаваме сепак по малите карактеристики на формата или на обликот кои го имаат.
Трето, што е исто така многу важно при познавањето, е да направиме еден опис или дефиниција или окружување околу објектот кога го познаваме. Значи, ако се работи за еден молив, да кажеме, треба покрај тоа што ќе кажеме дека е молив, да ја кажеме и неговата боја, да кажеме и неговата, да ја опишеме неговата форма, да кажеме дали е наострен или не е наострен, што значи да направиме една дефиниција или еден опис за тоа, за да можеме да го разликуваме од другите моливи кои се исти или слични. И четврт еден елемент кој особено се наметнува како еден многу важен критериум за познавање во ова наше време во кое што живееме е употребната вредност на објектите. Имено, нештото го познаваме спрема тоа каква употребна вредност има. Служи ли тоа за нешто, или ако не служи, тогаш нема ни потреба да го спознаваме. На многу пати денеска ќе чуеме зошто ни се теолошки училишта, зошто ни се цркви. Дајте да правиме фабрики, да произведуваме облека, да произведуваме нешто што е модерно, нешто што му користи на човекот. Што има корист човек од црквата? Дава нешто црквата, може да има некаква употребна вредност. Го наведуваме овој пример затоа што е многу важен исто така при спознавањето на објектите околу нас, затоа што може би примарниот интерес кој го имаме нешто да спознаеме е од тоа каква употребна вредност има. На колку пати ни се случува нешто што нема значајна употребна вредност да не сакаме да го погледнеме. Да не зборувам дека тоа ни се случува и при познавањето на личностите. Некој што е многу малку важен, што е на перифериите на општествените збиднувања, него не сакаме да го третираме, не сакаме да го познаваме таквиот човек. Секогаш бараме некој кој има употребна вредност, некој од кого можеме нешто да добиеме. Значи, се во ова, сиот овој опишан начин на познавање важи за познавање на објективната реалност која постои околу нас. Меѓутоа, како го познаваме Бога? Дали овие опишани форми на познавање можат да се поистоветат со начинот на кој го познаваме Бога? Односно, дали можеме да речеме дека Бог можеме да го познаваме како некој објект кој е околу нас и врз основ на тоа што го одделуваме од нешто друго, или со тоа што го опишуваме или ограничуваме, или со тоа што му бараме одредена употребна вредност, можеме Бога да го запознаеме. Вистина, во светот во кој што живееме, постојат и такви тенденции и Бог да се објективизира. Ако е можно да се стави во джеп и да се има стално таквиот Бог, односно со тоа и да се објективизира, да постане предмет на сознанија какви што ги имаме за другите објекти кои не обкружуваат. Забораваме тогаш дека Бог е личност и дека начинот на кој ги спознаваме личностите воопшто во овој свет, а секако најважно и неспоредливо личноста на самиот Бог, е многу поразличен отколку оној со кој ја спознаваме околината. За да го познаеме Бога, потребен ни е метод на богопознание. Значи, потребен ни е начин или гносеолошки апарат со кого го запознаваме Бога. И токму во тоа кој критериум ќе го усвоиме за познавање на Бога, зависи од тоа дали права вера имаме
или сурогат на верата. Во православната теологија, а не само во православната теологија, и во многу други религии, постои еден правец или ајде еден критериум да го наречеме, кој усвојува дека Бог го запознаваме преку неговата неизречивост. Тој правец го нарекуваме апофатичен или неизречив. И врз основ на тоа што ќе кажеме дека Бог е надвор од суштината на светот, Бог е надумен, Бог е над правдата што сме ја усвоиле како критериум во овој свет, сакаме да го издвоиме од овој свет и да покажеме дека Бог е нешто друго, а светот во кој што живееме е нешто друго. Но со тоа неизречиво познавање, односно без познавање, без потврдно сознание што е Бог, или поточно кој е Бог, не можеме да го познаеме реално и конкретно. Значи, го познаваме како нешто што не е, како нешто што е надвор од она што го познаваме. Ама никогаш не е тоа доволно да го познаваме онаков каков што е. А многу е потребно, неопходно е важно за животот, екзистенцијата и спасението на човекот да го познаеме Бога онаков каков што е. Бидејќи без да го познаеме Бога онаков каков што е, не е можно да стапиме во заедница со Него, односно не можеме ни да знаеме што Тој очекува од нас и воопшто од светот, та за да можеме, влегувајќи во заедница со Него, да очекуваме дека ќе бидеме спасени и дека ќе го наследиме животот вечен, што е најважната придобивка на верата и смислата и целта на верата на православните христијани. Еден друг критериум исто така на познавање кој не е во потполнет, исто како и овој неизречивиот или апофатичкиот начин на познавање, е мистичниот начин на познавање на Бога. Мистичниот или чувствен начин е таков начин на познавање на Бога кој секој спрема својата отвореност на чувствата да го впие во себе Бога, добива одредени сознанија кои Бог сам му ги открива во заедницата која ја има соодветната личност со Бога. Но сепак, ниту овој мистичен критериум не е толку потврден и толку позитивен за да можеме да кажеме кој е Бог и да можеме да кажеме на каков начин сме го познале. Постои таков начин на познавање. Значи, мистично или таинствено можеме да го познаваме Бога. Но не е само тој еден единствен критериум на кој го познаваме Бога. Како што рековме, не е еден единствен критериум и оној неизречив начин на познавање на Бога со тоа што Бог го издвојуваме од се она што е објективно и само со тоа што ќе речеме дека Бог не е тоа што нам ни е познато како објективно познание, сакаме да го познаеме на таков начин. Значи, мистичното познание на Бога или мистичната теологија е вистина еден критериум за познавање на Бога, но не ниту најсовршениот, ниту најкомплетниот. Тоа е еден дел и еден начин на познавање на Бога, особено својствен за западната теологија, најчесто римокатоличката, која има и посебен правец мистицизам. Меѓутоа, познавањето на личностите, па дури и меѓу нас во овој свет,
а реков многу слично е и познавањето на личноста Божија, е издвоено или надвор од сличноста на познавањето на објектите околу нас. Личноста не ја познаваме на ист начин како што ги познаваме објектите. Вистина погрешка, или како го нарекуваме греф, можеме луѓето да ги објективизираме. Можеме од нив да направиме совршени објекти или кукли и да ги познаваме онака како што ние сакаме да ги познаваме. Но за да го ја познаеш некоја личност, не е доволно да ги познаваш нејзините карактеристики. Не е значи доволно само едно полициско досие да направиш на таја личност. Да кажеш колку е висока, колку е тешка, каква боја на косата има, каква боја на очите и одредени психолошки карактеристики на истата да опишеш. Тоа е објективно познавање на личностите и тоа е исто како и да познаваме еден предмет во нашата околина, каква што е еден молив, една гума или некој прибор за јадење. Значи, не е исто познавањето на објективната реалност околу нас која е опредметена и која може да се спознава по оние претходно веќе опишани критериуми, со познавањето на личноста која подразбира. За некого да го познаеш, треба слободно да сакаш да го познаеш, значи не нужно да ти се наметне како што ни се наметнува околината околу нас. Многу пати автомобилите кои се движат околу нас, можеби и не сакаме да се движат и не сакаме да ги познаеме, ама нужно ни се наметнува да ги регистрираме со нашите спознајни елементи. Но личностите не само што не ни се наметнуваат нужно, туку и не можеме поинаку да ги познаеме ако не ги познаваме слободно. Имено, една е мајка која го губи своето дете. Не е доволно што знае дека способна е да роди уште 1, 2 или 5 деца до крајот на животот и врз основ на ово објективно познавање, неговото отсуство ќе се замени со присуството на некоја друга материја. Значи, може да се роди друго дете кое ќе го замени ова претходното како објект, како материја. Но таја мајка никогаш нема да се согласи дека не изгубила еден апсолутен квалитет во своето дете. Што значи дека ако некого го познаваме слободно и љубовно, ако некого го познаваме не само врз критериумите на познавање на околината, него го познаваме оригинално и неповторливо. Ете такво е познавањето на личностите овде помеѓу нас. Слободно и љубовно. Некого го сакаш и само затоа го познаваш. Не затоа што има и дополнителни други објективни карактеристики кои секако дека и тие ги евидентираме. Но пред се го познаваме затоа што го сакаме. Но тоа пак предпоставува и другиот да не љуби или да не сака, за да може со тоа што ќе ни се открие да го запознаеме онаков каков што е. Не е можно ние да сакаме некого да познаеме, а тој да не сака при тоа да биде познат од нас и ние да речеме дека истиот го познаваме. Го познаваме него, ама го познаваме како еден предмет, како една статуа, а не го познаваме како личност. Потребно е, значи, покрај нашата љубов и слобода и волја да го познаеме некого, и другиот да има исто така љубов и слобода и волја нас да ни се открие, односно истиот нас да не познае. Што значи личностното познавање е поразлично од она објективно познавање кое го имаме во околината во која што живееме. Ова само го кажуваме за да направиме еден вовед во тоа како Бога го познаваме. На многу пати сме слушале дека Бога го познаваме како Отец. И велиме Бог е нашиот Отец. Но
напати правиме грешка ако застанеме само тука, не протолкувајќи го тоа Отец. Што значи тоа Отец во православната теологија? Ако го доживееме Бога како Отец, сличен на оној татко наш во семејството, кој е заслужен за нашето раѓање, е опасно да направиме грешка во познавањето на Бога. Имено, Отецот Небесен не е на таков начин Отец како што е нашиот биолошки татко. Нашиот биолошки татко не раѓа по нужност. Никој не прашал дали сакаме да се родиме. Нити нашиот татко не прашал дали сакаме да се родиме. Што значи не познал предходно слободно и љубовно на тој начин за да може слободно и љубовно да не роди. Ако Небесниот Отец го поистоветуваме со биолошкиот татко и мислиме дека со тоа што имаме поим за биолошкиот родител можеме истиот да го поистоветиме со Небесниот Отец, тогаш правиме една грешка која може понатаму да се имплицира во практиката на нашата вера и тогаш кога ќе имаме некаков конфликт со нашиот биолошки родител, истото тоа да се пренесе и како конфликт со нашиот Небесен Отец. Но нашиот Небесен Отец не е од ист аспект татко како што е нашиот биолошки татко. Имено, Отецот Небесен е Отец на Синот Негов возлюбен. Што значи на Христос, во кого ние веруваме како дека е Син Божи. Што значи кога велиме Отец, како вели Свети Григори Богослов, веднаш имаме представа за врска. Чиј Отец е тој? Значи, личноста на Оца е условена од личноста на некој друг, а тоа е Синот. Не може Отец да биде Отец ако при тоа не постои Синот, чиј Отец е тој. И Духот Свети кога го исходи, чиј Отец е секако и на Духот Свети. Што значи дека Отец, Бог е Отец, ама Отец на Синот и на Духот Свети. Тогаш, ако е Отец на Синот и на Духот Свети, зошто го викаме и ние Отец? И зошто тогаш имаме представа дека Бог е Отец и кога не прашуваат кој е Бог, ние велиме Бог е Отец и правилно говориме секако, но зошто кога тоа е Отец на Синот и на Духот Свети, а не сличен на нашиот татко биолошки, кој исто го нарекуваме татко или Отец? Бог Отец е Отец на Синот и на Духот Свети, но исто така и наш Отец, бидејќи истиот не ствара во Логосот Негов, кој е Синот Негов возлюбен. Што значи, Бог не познава нас, ама некако објективни битија, некако една реалност која постои надвор од Него. Туку не познава личносно, со тоа што не познава во Логосот, а Логосот е Синот Негово возлюбен. Значи, и нас не познава личносно. Затоа и можеме и ние да го наречеме Отец, бидејќи со тоа што не ствара во Синот, чиј Отец е тој, постанува и наш Отец ако ние слободно, по наша волја и љубовно, го прифатиме него за Бог и Отец. И тоа го нарекуваме вера. Вера кој е основен предуслов за во исто време да го познаеме Бога како Отец или да го познаеме Бога како Света Троица. Но неопходен елемент е да го познаеме како личност, бидејќи
Како што веќе рековме, не можеме да го познаеме како објективна реалност која е околу нас, бидејќи истите критериуми кои важат за познавање на објективната реалност не важат за познавањето на личностите, туку треба да го познаеме слободно и љубовно, зашто само така се познаваат личностите. Изгора на сето тоа, бидејќи претходно тој не познал нас, како вели свети апостол Павле, слободно и љубовно, и тоа не секого поединечно како објективна реалност, туку сите заедно во неговиот син возлюбен, кој е логос, логика, смисла, преку која Бог го создава светот. И секако и нас. Значи, треба да се направи разлика меѓу познавањето кое го имаме на објектите околу нас, познавањето на личностите кое го имаме околу нас и познавањето на Бога како личност кое е неопходно за да го познаеме онаков каков што е. При богопознавањето не ги исклучуваме сите гносеолошки апарати кои ги стекнуваме во животот или сите гносеолошки критериуми кои ги стекнуваме. Што значи не можеме да речеме дека Бог не ни се открива и во природата. На колку пати го откриваме Божјото присуство кога се качуваме некаде на врв планина, каде се чувствува една девственост на природата и незагаденост на истата од гревот човеков и многу поинтензивното присуство Божјо на тоа место. И велиме, ова само Бог може да го создаде. Но таквиот начин на познавање на Бога не е доволен и не е единствен. Пред се треба да научиме дека Бога треба да го познаваме како личност. А тоа значи слободно и љубовно. Не преку наметнувањето на реалноста која е околу нас. Затоа што, како што веќе рековме, предметите кои се околу нас не принудуваат да ги познаеме. Но Бог не принудува да го познаеме, бидејќи слободно сака да биде познат од нас, како што слободно и по своја волја не познава сите нас. Тоа е евидентно уште во Стариот Завет, кога се создава извесен критериум како може човек да го познае Бога. Се сеќаваме на оние сцени од Стариот Завет, кога за Аврама беше неопходно да го напушти семејството, поширокото значи семејство, и да замине со своето тесно семејство и со својот внук во ветената земја, но со други зборови да остави се она што можеше да му даде идентитет на постоење, а тоа е најчесто семејството или државата во која што живееме, да ги остави значи сите тие приземни критериуми на кување и да замине да биде идентификуван само од Бога. Што значи неопходен предуслов за да го познаеме Бога како личност е да се научиме да живееме неврзано од овој свет. Затоа е толку важно вежбањето до обестрастување во православната аскеза. Значи, ништо да не врзе толку многу за да ни создаде критериум за тоа како ќе го познаваме Бога. Или дали со тој критериум ќе обожиме нешто што воопшто не е Бог. На колку пати ни се случило во некоја сакана личност да го откриваме Бога, или во некој сакан предмет, или во некоја сакана идеологија. Но тоа се уште не е Бог. Затоа што таквиот критериум не е вистинскиот критериум на богопознавање. Вистинскиот критериум на богопознавање е само тој кога е непристрасен од објективната реалност која не принудува да ја познаеме.
Бог можеме да го познаеме само слободно и љубовно. И никако поинаку. Нема друг начин за Божиото постоење. За признавање и познавање на Божиото постоење. Но како е можно сега во црквата да го познаеме Бога? Има ли начин? Иако, гледаме една генеза на критериуми на познавање на Бога кои се јавувале во историјата на постоењето на светот. Но сепак за нас, кои живееме во оваа епоха, е многу важно како ние сега можеме да го познаеме Бога онаков каков што е. Секако не исклучувајќи ги сите овие критериуми кои ги објаснивме досега, потребно е да знаеме едно, дека Бог го познаваме слободно и љубовно, а за да усвоиме таков критериум на познавање, потребно е да ги оставиме сите критериуми на познание кои ни нудат безусловно или нужно познавање на она што е објективност околу нас. Такво познавање можеме да имаме само во случај кога ќе се одречеме од идентитетот што може да ни го даде семејството или државата или било која објективна реалност во овој свет. Затоа, на моментот на крштението, го оставаме стариот човек и се облекуваме во нов човек, а тоа значи го оставаме стариот критериум на објективно познавање на реалноста и усвојуваме еден нов критериум на познавање на Бога слободно и љубовно. Ако некој по биолошки пат не родил, без да не праша слободно дали сакаме да се родиме, сега во крштението ние се раѓаме за нов живот, но сега прашани за тоа дали сакаме или не сакаме да постоиме во вечноста. Друго е тоа што сега се крштеваат мали деца и напати некој ќе примети дека и тие не изразуваат слободно дали сакат да постојат во вечноста или не. Но таја улога ја превзема кумот и тоа е некоја друга тема која сега овде не би се задржувале на истата. Но важно е тоа дека човек кога се крштева усвојува еден нов критериум за вреднување, затоа што претходно, пред да се крсти, се покајал или, како подобро го нарекуваме, се преумил. И со нов ум почнува да создава критериуми за познавање како на Бога, така и на околината која е околу него. Ке прочитаме во Евангелијата, ке слушнеме исто на проповедите дека Бог е љубов. И тоа љубов не само внатре во себе, не само во Светата Троица, не само за своето постоење, туку Бог е љубов и за светот кој го создал од љубов. Значи, од една страна Бог постои како љубов затоа што слободно, непринудено од никого. Постои со тоа што Отец го раѓа Синот и го исходи Духот Свети и од нив му е возвратена љубовта за тоа што едниот е роден, а другиот исходи. Но исто така слободно го ствара светот, ни од што, и му дава постоење токму затоа што има љубов кон светот. Таја љубов пак, на таја љубов пак светот треба да возврати. А како представник на светот кој возвраќа во љубов е човекот. Човекот треба да ја прими Божјата љубов и на Божјата љубов да возврати со љубов. Што значи единствен начин да го познае човек Бога е тоа да го љуби. Бидејќи само на таков начин можно е слободното познавање меѓу Бога и човекот.
Од една страна, веќе рековме, Бог го познава светот и човекот како љубов. И во љубов. Затоа што го познава во Синот негов возлюбен. Но за светот да го познае Бога, човекот да го познае Бога, исто е неопходно да го познае во љубов, затоа што само тогаш го познава слободно. Но каде е просторот и кој е тој простор каде што човек во љубов го познава Бога? Дали е тој простор некаде во секојдневицата која ја живееме или во некоја историска инстанца која ја определуваме? Дали е на одредено место, значи, или во одредено време? Познавањето на Бога во љубов и љубовно од страна на човекот, или познавањето на Бога онаков каков што е, има свој простор во времето во кое што го живееме. Бидејќи ние како створени битија сме просторни и времени. И во тој простор и во тоа време го познаваме Бога во литургиското познавање. Што значи, во собранието кое го правиме во слава на името Божјо, предводено од епископот, а во кое учествуваат и свештениците, и ѓаконите, и народот Божји, што се во суштина 4 елементи за да постои една црква, го познаваме Бога затоа што тој ни се открива во Синот негов возлюбен, кој еднаш историски се открил во личноста Христова, но кој не престанува да се открива во црквата, во тајната на литургијата, во лебот и виното кое го принесуваме, а кое постанува тело и крв Христови, токму заради присуството на Духот Свети во тоа литургиско собрание. Што значи, појдовен критериум за да го познаеме Бога како личност, за да го познаеме Бога слободно и љубовно, е да го познаеме во Неговиот Син. А го познаваме Неговиот Син само тогаш кога во Евхаристијата, односно во литургијата, бидејќи Евхаристија и литургија се поистоветува, се причестуваме со телото и крвта Негови и постануваме слободно и љубовно едно со самиот наш Господ Исус Христос. Значи, слободно и љубовно постануваме Негово тело, кое уште го нарекуваме црква. Црква и тело Христово се два поими за една иста реалност и не можеш поинаку да го познаеш Бога, освен во црквеното собрание, кое го нарекуваме литургија, причестувајќи се, поточно постанувајќи честица или дел од едното тело Негово, од телото Христово. Тоа е најважниот критериум како можеме да го познаеме Бога онаков каков што е. Да го познаеме личносно и слободно. Затоа што прво слободно, без никаква принуда влегуваме во тоа литургиско собрание, со тоа што се крштеваме, без никој да не принуди, значи. После тоа, слободно и без никаква принуда, учествувајќи во таквото собрание и причестувајќи се со телото и крвта Негови под видот на лепи вино, постануваме едно со самиот наш Господ Исус Христос. И на таков начин, и единствено на таков начин, можно е да го познаеме Бога онаков каков што е. Навистина, Бог не се затвора и не можеме да кажеме дека не можеме да го видиме и во Неговото природно откровение. Не можеме да го најдеме во околината во која што живееме. Но таму Бог непотполно се открива. Односно, се открива со една доза на нужност која во нас не предизвикува да му возвратиме со слобода на Неговото откровение. А во литургиското постоење, во литургискиот синаксис или собор, ние слободно
без никаква принуда, само од љубов, го познаваме Бога онаков каков што е, со тоа што веруваме дека лебот и виното кои ги принесуваме на литургија, под дејството на Духот Свети, кого го молиме да слезе на црквата Божија, постануваме сите едно тело Христово и на тој начин, бивајки тело на Синот возлюбен, го познаваме и Оца и Духот Свети, затоа што постануваме едно со самиот наш Бог и Спасител.